Почитувани, Министерството за финансии, според министерката Нина Ангеловска, водело транспарентна политика кон граѓаните. Секој втор збор на Нина Ангеловска е транспарентност, но ова е само заблуда и во пракса е далеко од вистината. Како што претходно ви известив, Министерството за финансии на моите барања во однос на податоците за вработувања и согласностите за ангажирање ме извести дека не води евиденција на издадените известувања за обезбедени финансиски средства за вработување и согласности за ангажирање во институциите во Република Македонија, а при тоа сметаа дека немале ниту таква обврска. Со оглед на тоа дека кабинетот на министерката како надлежен сектор во однос на предметите за согласностите нема евиденција на овие предмети и покрај постоењето на законската обврска, непосредно по таквото известување побарав да ми се достават копии од сите издадени согласности за мојот кабинет да направи евиденција на истите и да извести јавноста за постапувањето по известување на обезбедени финансиски средства за вработување и согласностите за ангажирање, затоа што сметаме дека јавноста и граѓаните мора да бидат известени за начинот на трошење на нивните пари. За жал, до денес не ми се доставени ваквите копии, но за мене непознати причини, но се надевам дека соодветно ќе и биде објаснето на јавноста за ова постапување. Имено се надевам дека Министерството за финансии нема повторно да ја манипулира јавноста и да кажува дека плановите за вработување се достапни и доставени, затоа што уште еднаш напоменувам дека тоа се две различни работи, како по значење, така и по законски основ. Накратко, се надевам дека министерката по нашите укажувања почна да разликува што е план, а што е реализација. Да им биде појасно на граѓаните и да објасниме, значи годишниот план за вработување го изготвуваат институциите, но потоа во тековната година секоја од тие институции доставува барање до Министерството за финансии, каде што Министерството за финансии, односно министерката, треба да потпише, односно да издаде известување за обезбедени финансиски средства. Или во пракса тоа би значило, може би побарале во годишниот план 100 вработувања, но во тековната година се реализирале само 20. Ние точно побаравме копија од овие издадени известувања за да видиме колку такви се реализирани во рамки на планот. Што се однесува до барањето во однос на пристапот на трезорскиот систем, сакам да ве известам дека пристапот ми е ограничен. Сега и тука сакам малку подетално да објаснам што значи тоа ограничување. За дел од ставките кои што Трезорот ги овозможува, имаме ограничувања и не можеме да ги гледаме. Најпросто кажано, она што може да го видиме во Трезорот е налог, како кога одите во банка и носите еден образец, односно ПП налогче за плаќање, толку гледаме. При тоа, нели секој налог во позадина има одредена фактура кон кого се плаќа и така натаму, таквите документи не ни се достапни. Сега, во Open Finance пак, такви документи, односно такви плаќања може да ги гледате, но таму знаете дека 2 пати во месецот имаме евидентирање, значи на состојбите, што значи на дневна основа, како што јас во моментот гледам, не може да се гледа. Од друга страна пак Open Finance има ограничувања во делот на податоците околу општините, па заради тоа го баравме Трезорот и сега имаме една хаотична состојба каде што дел од работиве може да ги гледаме во Трезор, дел во Open Finance со задоцнување и не знам зошто е тоа направено, освен да се сомневам дека има причина поради што ми се забранети пристапи во одредени такви анализи, да кажеме, и ставки во самиот Трезор. Во однос на доспеаните, а неплатени обврски на буџетските корисници, единките корисници, јавните предпријатија и трговските друштва во државна сопственост и покрај доставеното барање на 14.11.2020 година за пристап до електронскиот систем за пријавување и евиденција на обврски или познат како СПО, дури денес, после цел месец, ми е дозволен пристап. При тоа со оглед дека туку што ми е дозволен пристап, се уште немам утврдено дали пристапот е целосен. Кога ќе имаме податоци за ова, ќе бидат граѓаните известени. Она што е за мене можеби најбитно е делот со јавниот долг. Првиот допис до секторот за јавен долг беше упатен уште на 17.1. кога побаравме податоци за висината на јавниот долг, нето задолжувањата и сите нелюдни податоци кои што се поврзани со јавниот долг. После долг период, односно на 6.2. го добивме првиот одговор во кој што секторот за јавен долг ни дава некакви упатства, календар, како ги прибирале податоците, до кои датуми, така натаму.
И при тоа ни кажуваат сето тоа ќе биде објавено на страницата на Министерството за финансии на 31 јануари. Ако погледнете што има на страницата на Министерство за финансии на 31 јануари, ќе видите дека имаме само општи податоци. Должат општини, должи централна влада, должат јавни фондови, кој, како, зошто, колку, никаков податок немаме по овој основ. Исто така, ни доставија и податок во делот на користење на кредити од странските финансиски институции, при што јасно им наведовме дека бараме податок на кој датум била платена камата, главница, дали имаме провизии, колкави се провизиите на неповлечените кредити и така натаму. Доставија една табела со повторно нецелосни податоци и врз основа на тоа вие не можете ниту да направите анализа, ниту пак да стигнете до некаков заклучок. Исто така, со оглед дека Министерството направило 4 измени на годишниот план за јавни набавки за 2019 година, од кои последната е на 20.12.2019 година, побарав информација за потребата за измените, како и податоци за разликата меѓу нивната проценета и реализирана вредност, како и причините за нереализирање на податоците на набавките. Прашувам, на кого не му одговара да излезат на виделина вистинските бројки и параметри? На кого не му одговара да се знаат точните бројки околу вработувањата во администрацијата и целиот јавен сектор, а особено пред овие избори? Ова ми отвара сомнеж дека некој навистина сака да направи подкуп. До кога ќе ги лажете граѓаните дека економијата оди нагоре, а со тоа и животниот стандард на граѓаните? Ова не може да се сокрие. Од проста причина што граѓаните сами знаат и се свесни дали им се подобрил нивниот животен стандард. Новата влада која ќе дојде после 12 април ќе има искрен однос кон граѓаните на Македонија, вистинска транспарентност и секојдневно со сите сили ќе работиме на тоа граѓаните да почувствуваат подобрување на стандардот и квалитетот на живот. Ви благодарам.